ученици, студенти. Имено, како што и во образложението навидовме, дека измената и дополната на Законот за студентски оброк бише на барање на студентите, вручам на Универзитетското студентско собрание, кој што беше вручам како барање доставено до сите пратенички групи. Ние како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата го поднесовме предлог законот во скратена постапка, но истовремено денеска ќе ја поздравам и ефикасноста овој пат од страна на сите пратеници и пратенички групи за да излеземе во пресред на барањата на студентите и да го надминеме, да наминеме оваа потешкотија со која што се соочуваат во однос на исплатата на субвенционираниот оброк, студентски оброк. Оно што во иднина би требало најверојатно наредниот пратенички состав сериозно да размисли е да го подобри студентскиот стандард, условите во студентските домови, меѓутоа и сериозно да размисли за другите барања кои што студентите преку протест ги изразија токму до Министерството за образование и наука во текот на изминатите години и најверојатно собранието и во иднина да следи на ваков пример и да биде ефикасен секогаш кога се работи за студентите, заради тоа што сепак тоа се младите, а чисто сите ние знаеме да кажеме дека младите се нашата иднина. Од тука со изгласувањето на овој закон ќе се надмине барем во мала мера она техничка потешкотија со кој што се соочуваат студентите, но повторно кажувам, во иднина треба да се работи на одржливо законско решение. Ви благодарам многу.